Да не ве чуди што денеска ќе зборуваме за како да станеш верен христијанин, а текстот што ќе го користиме ќе биде од Стариот Завет. Знам ти малку звучи чудно, а мислам дека треба да го направиме тоа и ќе го погледнеме текстот од втора книга Царства, 8 глава, од првиот до 14 стих. Малку е подолг стихот, ќе го прочитам цел, мислам текстот, ќе го прочитам цел, а потоа ќе видиме зошто сакав да го ставам така. Ова е познат текст, патар. Сите сте чуле за Нееман, кој бил лепрозен, човек кој имал губа, кој имал проблеми. Да видиме како оди, како опишам во Библијата. Нееман, војсководачот на арамејскиот цар, беше угледен човек и почитуван пред својот господар, зашто Господ преку него им даде победа на арамејците. Ама тој вешт воин беше лепрозен. Еднаш арамејците отидаа во грабеж и на израелското подречје пленија млада девојка, која што потоа и служеше на ќерката на жената на Нееман. Таа и рече на својата господарка: "Ах, кога мојот господар само би му се обратил на пророкот што е во Самарија, тој навистина би го ослободил од лепрата." Нееман отиде и го извести својот господар, се однесва на царот. Така и така рече девојката која дојде од Израеловата земја. Арамејскиот цар одговори: "Оди таму, јас ќе му испратам писмо на израелскиот цар." Нееман отиде, зеде 10 таланти сребро, 6000 златни сикли и 10 свечени облеки. Нееман, војсководачот на арамејскиот цар, беше угледен човек и почитуван пред својот и му го предаде на израелскиот цар писмото што велеше: "Со писмото што ти пристига, еве, ти го праќам и својот слуга Нееман, за да го излечиш од лепрата." Кога израелскиот цар го прочита писмото, ги раскина облеките врз себе и рече: "Зар сум јас Бог за да можам да умртвувам и да оживувам? Тоа овој го праќа кај мене за да го излечам од неговата лепра. Гледајте само како бара причина за да ме нападне." А кога Елисеј научи дека израелскиот цар ја раскинал облеката врз себе, му порача на царот: "Зошто ги раскина своите облеки? Оној само нека дојде кај мене и нека се увери дека има пророк во Израел." И така, Нееман стигна со своите коњи и со колите и застана пред вратата на Елисеевата куќа. А Елисеј му порача на дојденикот: "Оди и искапи се 7 пати во Јордан и телото ќе ти биде пак чисто." Нееман се налути и тргна велејки: "Ете, јас мислев ќе излезе пред мене, ќе го повика Господа својот Бог, ќе ја стави раката на болното место и ќе ми ја однесе лепрата. Не се ли реките во Дамас, Кавана и Фарфар подобри од сите израелски води? Не можам ли да се искапам во нив за да станам чист?" Се сврте и си отиде лут оттаму. Ама неговите слуги му пристапија и му рекоа: "Татко мој, да ти одредеше пророкот и потешко, зарем не би направил? А камо ли кога ти рече искапи се и ќе бидеш чист?" И така слезе, се изми 7 пати во Јордан според зборот на Божиот човек и телото му стана пак како кај мало дете. Се очисти. И тука ќе застанеме денеска. Со текстот, наредниот пат ќе продолжиме со текстот до крај. Ова е до хайлайтот, до врвот. Тука се качивме до врвот, нели таму, кај што треба да биде. Многу исклучителен текст е ова. А исклучителен е заради тоа што е малку фрапантен во смисла дека ние имаме тука, ако сакате, еден руски генерал што оди во Украина да бара помош. По денешни услови. Двете земји водат војна. Двете земји имаат проблем. Гледате израелскиот цар што вели: "Тука ви кој ми го пратија за да ме испровоцира, за да може да направи инцидент." Тоа му е целата финта нова, зашто ни го пуштил тука човекот. Да такво нешто да се случи, не се очекуваше. Такво нешто не беше работа која него ќе речеше да ќе стане. Тука не. Замислете си некој од нашите најпознати политичари и некој ви каже: "Тој секоја недела оди во црква, се моли, е вистински верник, само гледа да не го видат се крие некаде." Исто толку ќе ви изненади колку и ова. Дури повеќе. Ова беше шокантно. Сега, повеќето македонци не одат во црква. Не одат дури ниво традиционална црква. Јас кога излезам од кај што живеам од Ново Лисиче дека дојдам до центар, поминувам до 4-5 цркви. Освен во една-две што ќе видите неколку луѓе што се вртат, многу малку луѓе од во црква. Реално. Духовно, ќе речете, никој ништо не бара, не го интересира. Бореци се. По крајна сметка религиозни си се. Си имат религијата, во истовремено има интерес за духовните работи. Разговарате со било кој, седнете да правите муабет, вака така ќе се сврти муабетот на кај религиозните работи, на кај религија, на кај вера, нешто друго, иако на начин на кој е малку, како да кажам, нелогичен, ама ајде ќе зборуваме за тоа малку подолго. Нааман, овде лепрозниот, ви е многу сличен како еден типичен човек во нашето денешно општество. Сака религиозност,
сака некои работи да се случат со него, бара од Господ нешто да му направи, ама истовремено сака сето тоа да се случи на свој начин. Не да го бара оној Бог што е откриен во Библијата, туку да го најде оној Бог што мисли дека треба да го има. Односно Бог што си го направил не по некој свој терк, тука, како што оди. И тоа е денеска што сакам да го погледнем. Јас нема да навлегувам многу често. И ние, кога зборуваме за Словото или кога разговараме за вера и за ситуацијата денеска, зборуваме за користиме еден термин постмодернизам, постмодерн. Време или философија, ако сакате, во која се е релативно во крајна сметка. Не е баш така, ама ајде, да го упростиме тука. И сега неколку прашања има овде во овој текст, што сакам да ги погледнеме денес од аспект на денешен човек, како мене и тебе, што живееме во општество каде што луѓето викаат, а што е вистина? Или како да знам дали е баш твоето или е вистина, зошто не моето, например. И да го погледнеме на начин на кој нема да остави дупка за тоа што сакаме да кажем. Првото е зошто луѓето бараат нешто. Нема човек што не му фали нешто. Стално некој нешто бара, сака да најде и така натаму. Како го прави тоа? Некои го прават на еден начин, некои го прават на друг начин, но ќе видиме како се бара, како знаат дека нашле нешто. Како го наоѓаат тоа што го бараат? Бидејќи едно е да бараш, друго е да знаеш дека си стигнал таму кај што одиш. Многу една важна работа е и во денешното време многу важно прашање е зошто е можно воопшто да најдеш тоа што бараш. Ако е се релативно, ако се е твоја вистина и моја вистина, од кај да знаеме дека стварно сум дошол на место што е највистинското? Или на најдоброто место? Ама ќе го погледнеме од малку духовен начин. Зошто луѓето бараат нешто? И сакам да го погледнеме ова, пак ќе речем од Нааман тука. Првото нешто, или имаше два фактора условно речено тука со Нааман, кои ќе ни покажат нешто, како може да го најдеме Богот од Библијата. И првото е дека се наоѓаат луѓето на место каде сваќаат дека самите не се доволни за себе. Се додека си здрав, се додека ти е супер, се додека ти е се фантастично, се е окей. Во моментот кога ќе тргне нешто наопаку што не зависи од тебе, природна катастрофа, поплава, земјотрес, не да Боже, смрт наблизо, нешто друго, одеднаш сваќаш ништо не зависи од тебе и се соочуваш со реалноста дека упс, ништо ми фали. Одеднаш ми снема тема. Знаете, кај Нееман ситуацијата беше оваа. Славен, силен, моќен, голем војсководач, вика тука, почитувам пред својот Господа. Една малку три збора, ама тој воин беше губав. Беше болен и требаше да го тргнат од целото општество. Се беше супер, на врв на својата кариера беше. Ама, вели, беше губав, беше лепрозен. Нешто пак не му штимаше. Овој цел текст тука, кај мене што е со запирки ваму таму, во оригиналот е една реченица. И причината зошто една реченица е оти користи еден начин на изразување, кај што поентата е да го нагласи фактот на крајот. Губав. Лепрозен. Човекот има проблем што не може да го реши. Беше генерал, угледен човек, почитуван, победник. Се му оди супер, освен ова. Исто имаше многу богатство. Кога тргна да оди кај пророкот, ќе видите, он понесе бајги богатство со себе, што не вика дека му го даде царот. Тој си го зема од дома. Ај, одам на лекар, да се одам со пари. Да отидам натака тука. Што значи ова за нас денеска? Јас сакам да го погледнеме вака. Не е важно каков живот имаш или мислиш што ти имаш, стално ќе има нешто што ќе го расипе. Број 1. Не верувате? Помислете на кој сакате човек во светот. На најбогатиот, на најсиромашниот, на најголемиот, на најмудриот, на било кој друг. Ево на најсветиот, папата. Нели треба да е отец, папа, што ти ја знам таму? Извинете. Он никогаш во животот нема да се радува на дете. На своје дете. Да се радува на брак со жена. Пак ќе му фали нешто, значи. Земете го најбогатиот човек. Тој направи вака, тој направи онака, овој се развал од оној направи едно, друго, трето, пето. Стално ќе има нешто што ќе ти го расипе тоа што е во животот. Не само што може би ќе ти се случи, сигурно ќе се случи. Второто нешто, зошто е вака? Затоа што во моментот кога мислиш дека си го контролираш животот, дека се зависи само и исклучиво од мене, одеднаш ќе сватиш, па не е баш така. Ние сакаме да знаеме дека се зависи од нас. Земете едно патување со кола од тука до дома.
во работен ден. И мислите дека ќе стасате на време и одеднаш тројца луѓе се собрали и штрајкуваат на една раскрсница и целиот ден ти пропаднал. И никој не те прашува дали било важно, дали било нешто друго. Отишло. Секогаш ќе има нешто што ќе ти расипе нешто. Мојот живот е подложен на различни сили околу мене. И кога ќе ми се случи нешто лошо, таа илузија дека јасно си доволен сам на себе, се руши. Се руши. Не знам дали сте биле во таква ситуација, ама мислам оти сите сме такви. Човекот имаше губа, лепра, болест. Може би ја фатил од некој, може би вирусно ја добил, нели шо вика таму, не знам како е, ама интересно е дека лепрата овде покажува дека колку и да мислиш дека се е супер со тебе, може нешто внатре те глода и те јаде. Аз зборував со Давид мој, нели он е по хемијата и тие работи. Зборуваш, вика, вие немате представа, вика, ти немаш представа, тацо, дека еден слободен радикал на лошо место да се поврза кај тебе во системот и може да си умреш за неколку дена. А ги има насекаде околу тебе. Ништо не зависи од нас. Поентата е дека ако нема надворешен некој на кој може да се потпреме, кога тоаш ќе застанеме и ќе кажеме моево отиде. Заглави, готово. Ние знаеме дека ова вистина и дека е длабоко во секој од нас. Ние градиме, мислејќи што ако тргне нешто наопаку. Ќе легнеш да спиеш и си викаш што ако има земјотрес. Ќе отидеш на лекар и си викаш што ако дијагнозата не ми чини. Знаеме дека може да се случи нешто кое ќе ни се врати назад и ќе не растресе. Ова е првиот фактор. И многу често се случува луѓе да се свртат на кај Бог или да почнат да викат Господи аман, без разлика дали тоа ќе оправат со свеќе, со зетин или одење во црква или читање или било како, ама ќе го направат заради тоа што си вика јас веќе моето заврши, дај да најдам нешто екстра. Надвор од мене на кој ќе можам да се закачам тука. Второто е почнуваш да бараш кога ќе сватиш дека светот не може да ти помогне. Кога ќе сватиш дека луѓето наоколу не може да ти помогнат, почнуваш да бараш нешто надвор од луѓето. Ќе почнеш да го бараш Бог. Или некоја сила или нешто, како сакате кажете, седно, некоја духовна седно, што ќе кажете. Зошто го велам ова? Кога ќе отидете на погреб, кога ќе застанете на погреб над гробот на саканиот, од таа страна, одеднаш сваќаш дека никој на овој свет не може да ти помогне овој да се врати кај тебе. Ако ништо друго, тоа е. Кога ти се случи болест и ќе ти вика е толку од нас. Што ќе правиш? Кога не ти останува веќе ништо, освен, да не кажам трансцендентно, ама ќе кажам нешто што те надвишува тебе, што не надминува сите нас, и тоа ќе почнеш да се вртиш кај него. Што имаше Нааман реално? И сакам да го видиме, ова ти ни е многу, многу важно. Прво имаше врски. Ајде да ги поминеме по нашки денес. Имаше врски. Беше до царот. Абе, царе, има таму лекар. Ево ти писмо, оди. Јас стојам за тебе. Цел мој авторитет е за тебе. Ама имам проблем во, што знам таму, во Ујапа. Ево ти оди кај тој човек и ти заврши работа. Врските се тука. Второто нешто, имаше многу финансии. Многу често знаат луѓето да викаат, ајде да ги претвориме ова во пари. Овие толку таланти злато, толку таланти сребро, толку се. Не е важно колку, беше огромна сума пари. Човекот беше богат. Страшно богат. Не само тоа. Имаше моќ. Знаеш, може човек да биде богат, ама да нема моќ. Може. Ама овој човек имаше и пари, овој човек имаше и моќ. Значи, врски, пари, моќ, се беше тука, ама и одеднаш врти сучи, слушна дека во Израел има лек. Слушнат има лек, од еден цар решава да оди каде? Кај другиот цар. Тргна таму и доди кај него. Што му рече царот негов? Вика, оди таму. Јас ќе му испратам писмо на израелскиот цар. Нееман отиде, зема злато, сребро, облека, 10 свечени облеки и тргна. Знаете што е за мене шокантно овде? Во ситуација. Мене што ми е шок во овој текст? Следното. Дека пак се подпира на истата работа. Пари, врски, моки. Тоа што не му помага кај него во неговата земја, сега сака да го префрли да му помогне во друга земја. Со царот е, се гледа со него, носи пари
Има моки, јас доаѓам кај тебе, ти треба да ми решиш сите, да ми ги решиш стварите. И ако видите во 13 стих, кој ќе се симнете, тој очекуваше дека треба да направи нешто, што? Големо. Нешто важно, нешто не знам си што. Знаете, тоа е онаа приказна, што стално има принц на бел конј. Што треба да мине 7 планини, 7 мориња, 7 полиња, низ огин, низ не знам си што да оди и да отепа ламјата на крајот. Тоа е идејата, јас да направам нешто, за да заслужам раката на принцезата, богатството, цар да станам, да се излечам. Тоа е она идеја за која тука се случува. Се она што не му помогна во Сирија, го донесе да му помогне во Израел. Многу интересен пристап. И мислам дека првото нешто што мораме да го научиме тука во овој текст, ти и јас, е дека тој не може да мрдне од местото каде што е. Човек не може да тргне на кај Господ додека не свати дека тие работи нема да му помогнат. Нема да му помогнат, затоа што пак се поврзани со него самиот, така на кај. И гледайте што прави. Оди со писмото, вика што ти пристига, еве ти го праќам и својот слуга Нееман, зошто? Да го излечиш од лепрата. И кој израелскиот цар вика го прочита тоа, јас ли сум Господ? Ова е многу убаво до тука, барем ако ништо друго, царов признава дека е немоќен. Не вика чека јас да видам сега што лекари имав тука, во која болница да те пратам. И тука има два проблема. Повторно, извинете, така ми излегува. Првиот е мал проблемот и ќе има меѓународен инцидент. Ова е провокација. Така си мисли царот во Израел. Ова е провокација. Ова доаѓа да ме испровоцира за ние да почнеме правиме бега. Да се судиме повторно заедно. Ама уште поголем проблем што царот го има, израелскиот, се мачи како да објасни ова. Нааман не сваќа како во наводници функционира Богот на Израел. И сакам овој дел малку да го објаснам во однос на религиите во тоа време и денес. Ако читате малку социологија, ако малку сте читале по тие работи, ќе сватите дека социологијата тврди дека религијата, религиозноста, например, е секој пати слика на општеството. Луѓето сакаат, ако се нација која плови со брод, нивните богови ќе бидат поврзани со морето. Ако се нација која работи земјоделие, нивните богови ќе бидат поврзани со земјата. Знаете, Блискиот исток, земјоделски крај, Баал беше бог на плодноста. Астера беше богиня на плодноста. И така натаму. За грците го има Посейдон и така натаму, нели да не навлегуваме сега кој што како го има. Ама религијата беше слика на општеството и начин за социјална контрола. Како да ги контролираме луѓето? Значи, кој беше секој пати главен на секоја религија? Царот. Што правеа пророците? Требаше да му служат на царот. Царот беше тој што заповеда, пророците викаат да господине и ние го префрламе. Во Рим, знаете, во еден момент се случи, нивните цезари што ја кесарите одеднаш почнаа да стануваат богови. Решија да се постават себе си за богови тука. И сега, Нааман слуша во Израел има пророк. Супер. Одиме кај царот. Зошто? Затоа што царот го поставил пророкот да зборува во негово име, ќе се отидеме кај царот да го реши пророкот. Земи, излечи го. Тоа е неговата логика. Он така оди. Ништо чудно. Не знае подобро, оди таму. И кога ќе дојде таму, одеднаш сваќа дека не може. Во секоја друга религија во тоа време, поентата беше плати да добиеш нешто. За жал и денеска не е многу поинаку за некој место. Плати, дај, направи, па да добиеш нешто од Бог. Ке го подмитиме, ке го решиме проблем. Како јас функционирам во општеството, така Бог треба да функционира према мене. Јас во општеството се снаоѓам со мито, со корупција, со ова, со она, мито, корупција, Господ, и он ќе ми го реши мојот проблем. Тоа е Богот на сите лажни религии. Слика на тоа што си ти самиот. Слика на себе си префрлена таму. Понатака. Значи, кој може да добие благослов од Господ? Најсилниот, најмудриот, најбогатиот. Тој што има пари, моќ, власт. Се она што Нааман имаше. И одеднаш му кажуваат, не може. Така нема да се случи. Тој очекуваше Богот на Израел да биде аплаист како сите други. Тој не свати дека, за разлика од сите други религии, само Богот на христијанството денес, кај да кажем, или Богот на јудаизмот во тоа време, ама Богот на христијанството денеска, е единствениот Бог кој всушност ја суди културата, а не е дел од културата.
Бог денеска гледа на оваа култура и вика, ева го мојот закон, ева ги моите правила, ева ги вашите правила, кога ќе ги споредиме двете, јас сум тој што суди. Зошто? Затоа што јас ве надминувам, јас сум ви создател. Тоа е реалноста. Бог на христијанство, Богот на Библијата ја суди културата во која ние живееме. Условно, ако смеам така да кажем. Значи, она што му требаше на Нааман, не можеше да му го даде светот. Сите пари што ги имаше, сета сила што имаше, целиот успех, сите врски, ништо. Ние живееме во култура каде што природата на Бог во известна смисла е пак направена како проекција на нашата култура. Денеска од Сабајле Сузи ми даде, вика, ево ти, погледни, вика, нешто на BBC гледала, дебата со еден свештеник, кога го избркале од школа 2019-2020 година, сега победил на суд, се вратил назад во школото, да биде како капелан тамо некој си. И прашањето е зошто го избркале, затоа што кажал дека не неопходно човек мора да се согласи со било која доктрина која ќе се појави, да речеме, во општеството. Конкретно во неговиот случај беше LGBT културата. И он рекол, јас нема да се расправам со тебе за тоа што ти го веруваш, ама дозволи ми да го кажем и мојот став и мисли. И поентата било, не може. Школата рекла, ти не може да ги бркаш другите луѓе, го избркале од работа. Судот потврдил дека мора да го вратат пак назад. Што е поентата? Поентата е дека денеска светот сака да суди што е право и неправо, светот сака да каже, ево вака ќе работите, а светот не може да направи така да се случат работите. Најсвеж пример, нема врска со ова сега и со религија и со етика и со се, би се електричните возила. До 2030 година дизел нема се произведува, 2030 све ќе биде електрично, одеднаш па 2050 не е лошо време да го размислуваме тоа. Зошто? Затоа што не може да го направат тоа што си го поставили. Бог не е таков. Бог ќе го направи тоа што решил вака или онака. Би било многу убаво и денешните политичари, денешните пастори, проповедници како мене, денешните христијани да си ги знаат ограничувањите и да кажат, јас не сум Бог. Ама ќе те упатам каде да одиш. Не сум јас тој што ќе ти дадам решение за твоите проблеми со мојата психологија, со мојата филозофија, со мојата теологија, моите уверувања. Не, ќе се тргнем и ќе одиме. Би било супер кога ќе отидете, ако некој оди на терапија, да му кажат, јас не сум решение за твојот проблем. Твојот проблем треба да биде надвор од тебе и надвор од мене, треба да биде поголем. Твоето решение уствари треба да дојде од некој повисоки од мене и од тебе. Тоа, за жал, не се случува. Ајде да ви дадам еден пример од денешницата малку. И сакам многу сериозно да размислите, затоа што во нашето општество многу често се врти, а вчера гледам нели во Србија ќе имат избори сега наскоро, па и таму се врти по телевизија. Што мислите за оној израз национално помирување? Малку ќе забегам, ќе ми извините. Што значи национално помирување? За кое сите зборуваат? Значи ли тоа јас да застанам пред другиот од другата партија и да кажам, слушај, сакам да ми простиш што јас лажно сведочев за ти да завршиш во затвор. И тоа другата страна вика, ти простувам, ја вика, супер. Дали не треба тој што лажал да биде казнат после за својот греф? За тоа што лажал пред суд? Не, ќе се помириме. Ами ако така се помириме, тога значи правдата не е исполнета, помирувањето не се случило и сме го наградиле виновниот. Како ќе го решиме тоа? Зошто го кажувам ова? Простувањето се поврзува со идејата за правилно и погрешно. Простувањето не можете да го поврзите само со извини и готово. Не може извини, треба се види што било правилно, што било погрешно и потоа да се решат двете ствари. Ама во денешното општество правилно е тоа што јас мислам, погрешно е оно што ти го правиш. И во таква ситуација не можеме да зборуваме ни за помирување, ни за реални, вистински темелни вредности. Јас ќе кажам малку повеќе, кога ќе погледнете психологијата, например. Читате, ако не сте читали, ако ви интересира, видете таму што зборува за простување. Многу е тешко да имате простување, заради тоа што простувањето секој пати се подпира врз одреден сет на вредности. Ако вие немате исти вредности со тој што треба му простати тој што бара прошка, вие не можете ни да си простите, не можете ни да разговарате.
И фала му на Господа, што царот во Израел рече, јас ли сум Господ? Зарем јас сум Бог? И ова прашање остана тука да виси. Зошто? Затоа што ако го нема Бог, царот во Израел знаеше, јас ова не можам да го решам. Никој нема да го реши. Никакво простување, никакво исцелување, ништо нема. Па добро, ајде одиме понатаму. Како луѓето воопшто наоѓаат нешто? Малку повеќе за ова ќе зборувам следниот пат кога ќе зборувам на оваа тема, кога ќе го продолжам во вториот дел тука, ама повторно има два фактора или две промени, јас сакам да ги наречам или да ги кажем. Две нешта овде се случија. И мора двете да се случат, инаку човек пак е само ќе слајфува во место. Првото е дека мора да направиш една промена, наместо да бараш помош во страдањето, прво да бараш простување на гревот. Ќе речете од кај до кај сега ова излезе со другото. Каде излегува ова? Прво, ние викаме, мене ми треба Бог, зошто? Затоа што јас страдам. Ми треба Бог, од јас имам проблем што не можам да го решам. Ми треба Бог што медицината не може да ми го реши ова. Или, не знам, сум заглавил со кредити, со не знам си што. И ми треба Господ. Господ вика, тебе ти требам, ама прво на поинаков начин. Треба нешто друго прво да видиш, пред да го добиеш ова. За што вели пророкот, се сеќавате? Зошто ги раскина своите облеки? Овој, не вика ни Нааман, големиот памет, оној вика нека доде кај мене. Зошто? Нека се утврди дека има пророк во Израел. Зошто? Мора да има некоја транзиција да се случи помеѓу мене ми треба Господ да ми го реши проблемот, во на мене ми треба Господ да ми го реши најголемиот проблем, па потоа да ми ги решава другите проблеми. Ако не се јави таа транзиција, тоа е златен Господ, оно што еднаш го спомнав со некои пастори, разговарав, доаѓаат вика луѓе во црква, молете се браке, сестри да најдам работа, таман најде работа, веќе го нема во црква. Зошто? Па затоа што најдов, ми заврши Господ работа, веќе не ми треба, пријатно. Тоа ли е поентата? Ако така го гледаме Бог, ништо немаме, апсолутно ништо нема. И тој не му вика нека дојде кај мене, па ќе види вика дека има чудотворец во Израел. Што беше уствари пророк? Пророк беше човек што зборуваше во име на Бог. Пророкот беше човекот што ги кажуваше работите што луѓето не ќе да ги слушнат. Работите што не ќе нити ги читаа, нити ги слушаа. Ќе дојде пророкот и вика, вака вели Господ, и ќе ја каже Божјата волја, ќе каже се што има да каже. И најчесто луѓето или ги каменува, или ги брка, или им правеа проблеми, а многу малку и многу ретко ги слушаа. Ама сепак тие го пренесува Божјиот збор. И интересно е дека тој не вели на овој човек му треба чудо. Денеска има цркви кои викаат дојдете ќе правиме, ќе имаме знаци, ќе гледаме чуда. Супер. Тоа му треба на човекот или ти спасението му треба? Дај нека се спаси. Ќе разговараме по тоа што ќе направи Господ. Има ли поголемо чудо тоа да те смени од живот, од смрт во живот и да ти даде вечен живот? Кога тоа ќе го решиме, се друго доаѓа веќе условно речено секундарно. Затоа што од кога ова се случи, следната недела ќе зборувам повеќе, ама сега само неколку збора. Застанавме ние тука, нели реков, се излечи и застана. Има една страшна, шокантна изјава. Кога Елисеј вика, нека дојде да види дека има исцелител? Не. Нови човек му треба исцелител? Не. Вика, нека дојде, јас ќе му кажам што вика Бог. Резултатот, во таму по стихот доле е овај. Еве, сега знам дека нема Бог во сета земја, освен во Израел. И ова е една шокантна изјава. Он не вика, ево сега знам дека има пророк во Израел, дека во Израел се случуваат чуда, дека во Израел може човек да се излечи, многу добар, квалитетен, нели, квалитетна земја за здравство, фантастична. Не, он вика, има Бог во светот. Знам дека има Бог не во Израел, за цел свет. Нема друг Бог. Тој е еден. Ова е многу интересен текст, бидејќи он не вели, да, вашиот Бог е посилен од мојот Бог. Вашиот Бог е посилен од боговите на околните народи. Вашиот Бог е единствен, вика он. Единствен. Знаете која е разликата меѓу тие две ствари? Како кога некој ќе каже, мојата жена е најубава, и ќе каже, мојата жена е единствена. Има голема разлика меѓу тие две ствари.
Ако не знаете зашто, размислете малку покасно. Тоа е друга тема, друг пат, некој пати ќе го правиме тоа. Јас знам дека нема друг Бог. Во Марко 2 имаме паралела на ова. Донесоа еден болен човек кај Исус. Му го донесоа, го спуштија пред Исус, се сеќавате неговите другари. И Исус му вика, човек, твоите гревови се простени. И човек вика, фала многу, јас сакав да одам. А вика, не, прво ти го простам гревот. Ти го решам најголемиот проблем, потоа ќе ти дадам исцелување и она што ти треба. Луѓето беа шокирани. Они очекува, ево, ќе ти дадам знак, ќе го исцелам, ќе стане, имало Господ помеѓу нас. Не. Он вика, прво ќе ти го простам гревот, ќе те сменам натре, а потоа ќе ти го дадам оно што мислам дека ти треба. Знаете колку голема промена има на таа парадигма, ако сакате на тој начин. Најглавниот проблем е дека немаме однос со Бог. Вистинскиот проблем е нешто ни пречи во односот со Бог. Кај Нааман конкретно, тоа беше таа самоправедноста, ако смеам така да кажам, самодоволноста што рекаме. Јас можам да го решам проблем. Пари, врски, имам, се ми е тука, ќе одам, ќе го решам, тоа е на мој начин. Тоа е првиот момент. Значи, во еден момент, кога човек го бара Господ, мора да застане и да каже, јас морам да се откажам од себе си и да мојот вистински проблем е немам однос со самиот Бог. Да, имам финансиски проблеми, здравствени проблеми, семејни проблеми, секакви проблеми, ама мојот најглавен проблем е мојот однос со Бог. Кога ќе го решам него, одиме сега понатаму. Тогаш Господ ќе ми го даде тоа што мене ми треба. Ама, тоа е првата промена. Втората промена што мора да се случи е мораш да престанеш да веруваш, оти можеш да ги заслужиш благословите од Бог со помош на своите перформанси, дела, напори и да веруваш и да се надаваш на Божјата бесплатна благодат. Значи мора да се вратиме на тој новозаветен принцип дека спасението е по благодат, не е по дела. Ќе го објаснам малку пак ова тука. Дел од лекот беше човекот да престане да се надава на себе си. Дел од лекот беше човекот да престане да се надава на човечките ресурси. А не само да биде по моје. Ево, во 11 стих, кога ќе погледнете, видите што вика Елисеј му порача на дојденикот. Интересен е начинот на кој тука е пишан тој текст, на тој што дојде таму. Оди и скапи се 7 пати во Јордан и телото пак ќе ти биде чисто. Повторно, муабетот е следниот. Не ме интересираш кој си, не ќе да знам што си. Твојот лек е овај. Оди, реши си го проблемот. Елисеј го нема во сликата. Елисеј не се гледа со Нааман. Денешните исцелители се во центар на бината, се случува за нив, се случува околу нив. Елисеј го нема. Знаете зошто? Затоа што Елисеј не исцелуваше, Бог исцелува. Кога ќе ви каже човек исцелител, ве лаже. Бог исцелител, прифатете го, тоа го прави. Тоа е. Не верувате, може да дискутираме повторно да го правиме тој муабет. Елисеј го испраќа само неговиот слуга таму и му вика оди. Натан е збеснат. Заради тоа што вика јас мислев дека моето спасение ќе се случи вака. Ќе излезе, ќе направи некој метанији, ќе направи нешто, нели, мамбо джамбо, не знам, нешто ќе се случува таму, ќе се врти нешто ќе направи и одене, бум, ќе се исличи. Пак да се вратиме, преку 7 гори, преку 7 полиња, преку не знам се колку планини, ќе утепа ламјата, ќе се врати назад и ќе доби исцеление. Јас се исцелив. Кој ме исцели? Јас. Зошто? Оти јас направив се што требаше да направам за да го добием исцелувањето. Елисеј му вика, ништо не треба да направиш, само да ме послушаш. А знаете кој беше првиот греф? Гордоста. Ќе бидете како Бог. Зошто јас да не можам сам да си го донесам спасението? Зашто мора некој друг да го направи тоа за мене? Јас не можам сам или сама. Тоа е проблемот тука на Нааман. Нааман збеса. Нааман ми се вика тука во текстот дека збеса. Тука. Тој требаше да направи нешто величествено. Тој требаше да направи нешто кој ќе се врати дома да каже видете што направив јас да се спасам. А пророкот му го зема тоа. Кога не ти треба, не можеш. Не е убаво. Буквално му ја зема играчката. Оти он бара, знаете што беше целата финта? Јас да се бањам, секој може да се избања. Бебе може да се избања. Најлошиот грешник може да се избања. Абе, квадриплегичар да е, па може да се избања. За мене треба нешто друго.
Тоа ви се луѓето кои читаат Библијата, слушаат како вика, поверува и ќе се спасиш и вика, не може да е толку просто. Мора да има уште нешто. Абе тоа не, мора да има уште нешто. Кажи ми што треба да направам. Сум ви кажувал, за мене еден од најголемите шокови во животот што сум ги имал, беше во Меѓугорје бев. Се случи, одев на кај Мостар и скршнав на кај Меѓугорје. Знаете што е Меѓугорје, нели? Место кај што се објавила Дева Марија Демек за време на војната која беше таму 80-те години, 90-те во Босна и Херцеговина. Тама е карст, камен. Знаете како ужасен камен. Кога ќе го погледнете, каменот е црвен. Зошто? Затоа што има луѓе што на колена се качуваат на 12 станици на крстот, крварат по патот цело време, за да постигнат да добијат нешто Господ да им даде. Одете, видете ако не би се верува. Јас ги гледав во Јерусалим кога бев таму за Великден, како луѓе себе се камшикуваат и влечат крст и крварат цели по улиците, по Вија Долороса. Зошто? Да го заслужиме. Овој му вика, не можеш да наслужиш, не можеш да заслужиш. И он е збеснат. Благословот на Бог не е за силните. Благословот на Бог е за понизните. Кога човек ќе се понижи и ќе каже, јас не можам да направам ништо. Може би Нааман си мислеше, па каков е тој Бог што само треба да му кажеш, Боже, прости ми и ќе ти прости. Може да нема стандарди, што го знаеш, може прифаќа се живо. Не е така. Во Римјаните 3:23 вика дека нема разлика, сите сгрешија. И ако сите сгрешија, Бог вика има само еден начин за решавање на ситуацијата. Или се и ништо не направи. Буквално стихот вика, Нееман се наљути, беше навреден и тргна, вика, ете, јас ќе излезе пред мене, ќе го повика Господ, ќе стави раката на болното место, ќе направи нешто. Ништо тоа не се случува. Се сврте и си отиде љут од таму. Ова беше страшно. И интересно е дека неговите слуги беа малку почист, попаметни од него, може и во овој момент, како беше збесен. Вика, ако ти кажеше да направиш нешто тешко, ќе го направиш, ќе го направи. Еми, кога ти кажува лесно да направиш, може да го направиш? Логиката вика, па може, мајте. Отиде и стварно се излечи. Тој проблем, секој може да го направи, и јас можам, требаше да падне, да се изгуби и веќе да го нема. И всушност, знаете, најтешкото нешто тој го направи. Многу е лесно да видиме мене кој сум јас. Најтешкото е да се понизиш и да кажеш дека без Господ не можам да направам ништо. Таа понизност боли. Спасението доаѓа кога човек рече, Господи, прости ми мене грешниот. А не земи ме мене, богатиот, успешниот, со врските до сите ствари, оти тоа тебе ти фали во твоето царство. Не. Тука е целата финта и целиот проблем. Но ајде да побрзам за да завршам на време. Како луѓето наоѓаат нешто? Тоа што го барат, како знаат дека воопшто го нашле? Изгледа лесно прво, ама најтешко е да примите нешто со благодат. Најдов еден цитат кога се спремав, многу интересен. Вика, најголемото дело што можеш да го направиш за да го добиеш спасението е да признаеш дека не можеш да направиш ништо. Најтешко е да признаеш дека што и да направиш, не можеш да го заслужиш. Дека и најголемиот грешник и оној што се смета дека е најчестниот човек се спасуваат по благодат, а не по дела. Дека пред Господ ниеден од нас не е помалку или повеќе грешен, туку сите сме грешни и заслужуваме смрт. Тоа е најтешката работа која може некој да ја направи. Фатем. Еден друг, само автор ќе го спомнам на брзина, вика, ако сакаш да станеш христијанин, се што ти треба е да имаш потреба. Не ти треба ништо, а многу малку луѓе го имаат тоа. Ништо не ти треба. Треба само да кажеш, јас доаѓам со празни раце. Има една таква песна, зарем јас со празни раце, пред Господ ќе дојдам. Да, со празни раце ќе дојдем, оти ништо друго не може да ни даде и да не спаси. Не е лесно да се прифати таа Божја благодат без врска, така, туку таму. Зошто е благодата само доволна? Знаете зашто? Затоа што некој друг го направи херојското дело. Христос беше оној што помина низ долината на смртна сенка. Христос беше оној што помина низ смртта. Христос беше оној што страдаше наместо мене, наместо тебе, за да излезе и буквално да го убие змејот, ако сакате. Змијата. Сатаната се која зборува тука. Ние знаете онаа песна што ја пееме, што го бришеме од грев, нели? Само Исусовата крв. Нели знаете од зло што ме очисти? Само Исусовата крв.
Нема друго нешто што може да ни помогне. Значи, многу кратко примена за нас, ако може, ако не ви пречи. Прво, кога знам дали се ги направил или направила тие две промени. Дека не ми е најважно спас од страдањето, туку ми треба простување прво од гревот и однос со Бог. Заедничка врска со Бог. И второто, дека моето спасение го примам со вера, а не по заслуга. Две многу битни, едноставни работи. Ако го поверуваме, ќе видиме како Нааман. Ќе видиме следната недела што се случи. Не знам, не е следната недела. Следниот пат кога јас ќе зборувам, јас се извинувам, така да кажам. Ако поверуваш во Евангелието, ќе видиш како Нааман, што рече, нема друг Бог. Сега гледам дека нема никој друг Бог. Сите експерти, сите му кажуваа една работа, и патем имаше таму една девојка од погрешна раса, погрешна националност, робинка, која му каже радосната вест за спасение, што му го смени животот. Не знам дали сте размислувале некој пати за таа ствар. Знаете, Евангелието во Македонија, некој го прифаќаат, некој не. Ние го проповедаме Евангелието, надевајќи се дека луѓето ги си го направат својот дел после тоа. Нашиот е да го проповедаме, нивниот е да одговорат на тоа. Да, одиме контра, да кажеме секојдневието. Луѓето денес вика што да направам за да се спасам, и има луѓе што вика ево што да направиш ако сакаш да се спасиш. Изгради црква во Новолисиче, изгради 15 згради, изгради друга црква во Новолисиче, изгради уште 10 згради и така ќе се спасиш. Не верува. Направи вака или онака, не верува. Зошто? Заради тоа што единствен начин е верата. Нааман не мораше ништо да направи. Ти не мора ништо да направиш. Верата во Христос е единственото нешто кое ни го дава спасението. Од гревот, а потоа да ни биде доволен за се оно другото што ни следи и што може да го добиеме. Амин.